Добро дојдовте во вестите на Канал 8. Градоначалникот Ратко Димитровски доживеа сообраќајна незгода на улицата Теодосија Паунов. За среќа не е повреден, а причината е само материјална штета. Градоначалникот Ратко Димитровски доцна попладнево доживеа сообраќајна незгода. Причината е материјална штета на предната страна од возилото со кое се превезувал, а првиот човек на општината за среќа остана неповреден. Службите го отстрануваат возилото од улицата Теодосија Паунов со регистарски таблички 0001, собственост на локалната самоуправа на градоначалникот Ратко Димитровски. Според официјалната информација од секторот за внатрешни работи Штип, незгодата се случила во 17 часот и 10 минути на крстосницата помеѓу улиците Теодосија Паунов и Солунска кај поранешната фабрика за хартија. Градоначалникот Димитровски со своето службено возило Volkswagen Passat се движел во правец кон центарот на градот, кога на него наишол Голф, при што дошло до контакт меѓу двете возила. На терен излезе увидна екипа која ги утврдуваше причините за незгодата. За време на увидот немаше застој во сообраќајот, кој за тоа време се одвиваше по едната коловозна лента. Одрон на Карпи и земја повторно го прекина сообраќајот на патниот правец од Кочани кон Делчево. Екипи на Македонија пат работат на отстранување на наносите, а се прави помошен приот за привремено заобиколување на одронот. Втор пат за само една недела, огромен одрон од Карпи и земја го прекина сообраќајот од Кочани кон Македонска Каменица и Делчево. Околу 1 час од пополноќ, блискиот Рит во местноста Драка кај селото Калиманци се претвори во свлечиште што го прекри асфалтот. Големата влага во почвата и новите врнежи од дожд се причина што стабилноста на почвата е нарушена и често се појавуваат одрони, велат во Македонија пат. Нивна механизација рано изутрината излезе на терен во обид да го расчисти одронот, но поради големите карпи, отстранувањето одеше бавно. Патот е затворен, има голема количина на материјал, по наша слободна проценка негде околу 1000 кубика. Македонија пат со своите екипи на лице место, мобилна е 24 сата, имаме дежурства, интервенирано, патот е затворен и веќе се работи, се чисти. Од двете страни се чисти фактички и се надевам дека денеска, најкасно до утре, дека ќе го пуштиме патот во сообраќај. Механизацијата пред пладнето се обидуваше да направи мал земјен пат што би бил обиколница на одронот, но поради специфичноста на теренот и за останатите карпи од претходни одрони, работата се одвиваше бавно. Како алтернатива, сообраќајот се пренасочува преку Берово, а патничките возила го користат и локалниот пат преку селото Бигла. Од Македонија пат предупредуваат за внимателно возење и на патот кон Берово. Има и тамо поситни одроби, сега за сега е во исправна состојба, проводење без проблеми. Има се појава на помали одроби, али се чисти. Со оглед што во текот на вечерните часови се очекува врнежите да продолжат, можни се нови одрони, па надлежните упатуваат апел за внимателно возење. Сообраќајна незгода на влезот од Виница. За среќа жртви нема, а едно од трите возила што учествувале во незгодата е целосно оштетено. Сообраќајна незгода се случи попладнево на влезот од Виница кај административната зграда на МАК Прогрес. До затворањето на вестите, полицијата се уште вршеше увид на местото на незгодата. Во неа учествувале 3 возила. Едното од нив, Volkswagen Golf, е речиси целосно оштетено, а другите 2 возила завршија надвор од коловозот, но со помали материјални штети. Според правичните информации од секторот за внатрешни работи Штип, сообраќајката се случила точно во 15 часот и 5 минути. Она што е сигурно е дека жртви нема, неколку патници завршиле само со повреди. Патот Кочани-Виница е блокиран и затворен за сообраќај. Возилата се пренасочуваат по споредниот пат од кај селото Истибања. Патот кон Виница од свиокот кај местото викано Превалец остана затворен за сообраќај околу 45 минути. Од Кочанската болница попладнево информираа дека со возило на Виничкиот здравствен дом биле донесени 2 машки лица во средни години, кај кои биле констатирани полесни повреди и истите биле упатени на рентген заради констатирање на евентуални фрактури. Одговорот на причините за оваа сообраќајна незгода ќе се знае по целосното завршување на увидот.
Зголемениот доток на вода во изминатите денови направи проблеми и во општина Зрновци. Освен мостот на Брегалница кој е затворен за сообраќај, пороите околу Мородвишка и Видовишка река оштетија дел од канализацијата и останатата комунална инфраструктура. И жителите на општина Зрновци се соочија со проблеми поради големиот доток на вода во речните корита и околните порои. На повеќе места имаше оштетување на изградената комунална инфраструктура, поради што локалната самоуправа беше принудена итно да интервенира во санирање на штетите. Истовремено, затворена за сообраќај останува и главната сообраќајна врска со Кочани преку мостот на реката Брегалница, па граѓаните се снаоѓаат со алтернативни начини да стигнат на зацртаната цел. Еден дел патуваат преку Виница, меѓутоа еден дел одлучија да се претоварат на самиот мост, да го поминуваат пеш, имаат возила од двете страни. На тој начин се имат организирано и такси возачите, комбињата, така да навистина работата е прилично усложнена, меѓутоа јас очекувам дека по стабилизација на состојбите ќе најдеме решение и ќе почне санацијата на мостот. Тројца професори од Градежниот факултет во Скопје веќе направиле увид и дале свое мислење за состојбата во која сега се наоѓа мостот. Мостот се има стабилизирано, повеќе, значи не е тонат со стубовите, така да очекувам дека навистина овие градежни работи ќе можеме да ги изведеме за неколку месеци, да го целосно реконструираме мостот, предвидовме и проширување на самиот мост, така да се надевам дека навистина имаме и нов мост, многу поширок, ваквата реконструкција ние и онака ја планираме општината, значи ќе ни беше потребен исто така еден временски период од 7-8 месеци. Превентивно работници од комуналното предпријатие Водна кула од Зрновци ги кастрат дрвјата што се во коритото на Брегалница, а што го попречуваат нејзиниот тек и се дополнителна опасност за поткопување на носечките столбови на мостот. Освен врз овој објект, регистрирани се и други оштетувања во населените места во општината. Да, имаше одредени оштетувања исто така и на реката во Мородвис, на реката во Видовиште, има однесено дел од канализационата мрежа, има однесено дел од улици. Меѓутоа сето тоа успеавме да го санираме. Исто така работиме значи постојано и да имаме квалитетна и чиста вода, бидејќи ние користиме вода од реката Зрновка, со обзир на тоа што сега има интензивни дождови, навистина ни е отежнато одржувањето на да имаме чиста вода, меѓутоа се до сега значи успешно се справуваме. Од пороите во Видовиште има големи наноси од земја и камења, а целосно однесен е и еден пешачки мост преку Видовишка река. Станков вели дека целосно согледување на направените штети ќе се направи откако временската состојба ќе се стабилизира. Уларци, Чифлик и Теранци се селата кои денеска беа посетени од страна на Црвениот крст од Кочани. На жителите им беше доделена помош за побезболно справување со поплавите. Црвен крст од Кочани со активности за помош на жителите од поплавените подрачја. Освен водата која што ја дистрибуираа до сите поплавени подрачја, Црвениот крст делеше пакети со прехранбени продукти, пакети со производи за лична хигиена, кебиња и препарати за дезинфекција. Општинската организација на Црвен крст од Кочани продолжува и понатаму со своите активности за помош на настраданите во поплавите. Денес ги посетивме жителите во село Уларци, село Чифлик и село Теранци, каде што опфативме 35 семејства на кои им доделивме пакети со прехранбени продукти, пакети со производи за лична хигиена, кебиња, препарати за дезинфекција. Планираме понатаму да опфатиме уште најмалку 50 на семејства, со што би им помогнале во поплавите кои што ги зафатија. И само да напоменам дека и понатаму секојдневно продолжуваме со доставување на чиста вода за пиење до сите поплавени подрачја. Црвен крст и во наредните денови продолжува со активностите за помош на настраданите од поплавите. Ке следуваат пакети за жителите на Облешево, Чешиново и Кучичино. Од Црвениот крст додаваат дека и компании, граѓани и издруженија ја покажале својата хуманост и солидарност со масовно приклучување кон акциите. Агенцијата за храна и ветеринарство објави препораки до населението во поплавените подрачја во Македонија за заштита од зарази и за употреба на храна и вода за пиење. Со оглед на нарушените санитарно-здравствени услови за населението кое живее во подрачјата што беа зафатени со поплави, Агенцијата за храна и ветеринарство излезе со препораки за начинот на постапување за подобра заштита на луѓето и домашните животни. Во препораките се вели дека треба да се следат информациите за водоснабдувањето и безбедноста на водата за пиење.
За пиење, за подготовка на храна и за одржување на лична хигиена треба да се користи само пакувана вода или вода за пиење од цистерни, што ја доставуваат јавните водоснабдителни предпријатија. Резервите вода наменети за употреба задолжително да се превриваат најмалку 15 минути. По контакт со водата од поплавата или со предметите кои биле поплавени, задолжително треба да се измијат и дезинфицираат рацете. Храната што била во контакт со вода од поплавата да не се користи за исхрана, туку да се фрли, како и да се дезинфицираат сите работни површини, приборот за готвење и јадење. Овошјето и зеленчукот, што обично се користи сирово, дополнително треба да се измие во млака вода, да се исчисти и термички да се обработи. Според препораките од Агенцијата за храна и ветеринарство, неопходно е домашните животни да се префрлат на безбедна локација и да им се обезбеди храна, вода и засолниште. Храната за нив треба да се складира на безбедно и суво место, а по можност да се складира и свежа вода во херметички затворени резервоари. Животните треба да бидат обележани, а фармскиот регистар и податоците за нив да се складираат на безбедно место. Доколку во поплавените подрачја нема свежа и безбедна вода, на животните може да им се даде да пијат дождовница, но не и од поплавената вода. Одгледувачите на животни треба да бидат во контакт со надлежниот ветеринар за давање совети и инструкции, а по потреба и за давање ветеринарно-медицинска грижа. Доколку се најде на мртво животно, треба да му се запише бројот на ушната маркица или идентификационата ознака. Лешевите од животните треба нештетно да се отстранат по претходна консултација со надлежните. Животните кои не се во добра здравствена состојба, кои патат и страдаат, во консултација со надлежен ветеринар треба да се убијат на хуман начин, се вели во препораките од Агенцијата за храна и ветеринарство. Нова кадровска смена во локалните образовни установи. Македончо Георгиев назначен за ВД директор на Основното училиште Гоце Делчев од Виница. Ново кадровско решение за директорското место во Основното училиште Гоце Делчев во Виница. Завршител на должноста е назначен Македончо Георгиев. Тој доаѓа на местото на Розета Донева, која оваа функција ја вршеше околу 5 години. Георгиев сега треба да ги помине формалните процедури за веќе во текот на следниот месец официјално да стапи на должност. Основното училиште Гоце Делчев од Виница веќе четвртина век успешно обстојува и остава значаен белег од своето работење, важејќи за едно од најдобро опремените основни училишта во Македонија. Наставата се одвива во училиштето во Виница, но и во подрачните училишта во селата Истибања и Јакимово. Јавна презентација на едукативни активности на тема Запознаја буковата шума се одржа во спортската сала во Кучани. Организатори се основните кочански училишта Свети Кирил и Методи и Малина Попиванова и Македонското еколошко друштво од Скопје. Досегашните активности од овој проект се одвиваа во училиштата и во природа во октомври 2014 година. На презентацијата беа представени едукативните активности во училиште и природа. Беше промовирана едукативната патека, искуствата на децата и наставниците, како и видувањата на локалните чинители за подршка од ваков тип активности. Пред присутните беше поставена изложба на цртежи и литературни творби, кои децата учесници во активностите ги изработија како резултат на заедничката работа и инспирацијата од прошетката во природа. Ефектите секако дека се позитивни. Прво, како првично би истакнала задоволството кај децата кои што за време на престојот на активностите во природа. Тоа навистина се заклучи дека е најинтересен дел за нив, бидејќи друго е кога ќе раскажуваме работите преку слика, а сосема поинакви се доживувањата во природа. Се повеќе забораваме дека можеме секоја прошетка во природа ја користиме за збогатување на знаењата кај децата за било какви работи поврзани со природа, кои што всушност поттикнуваат и емоционален и когнитивен развој кај децата во таа насока, кој што се рефлектира со поголема креативност, поголемо разбирање на процесите во природата, кои што се навистина исклучително значени за нивното понатамошно делување и нивните навики и ставови кон не само кон природата, туку и кон самите себе си, кон општеството и така натаму. Едукативните активности се однесуваат на проширување на знаењата кај учениците за буковата шума, при што наставата во природа се одвиваше на ново поставената едукативна патека, патеката на Клукај дрвчето на Пониква. Пристапот до неа е по асфалтен пат, долга е 1,5 километар и потребен е 1 час за целата да се изоди.
Оваа патека првично е само поставена, има информативна табла на пониква, односно непосредно на самиот паркинг, која што може да биде водич за каде треба да се упатат посетителите кои што не одат организирано, но напролет во соработка со шумското стопанство од Кочани, се надам дека овде може да помогне и општината, ќе направиме соодветно одбележување за таквите неорганизирани посети да бидат полесно спроведени. Искуствата покажуваат дека најдобра група за работа кои што можат да остават добри вредности се токму децата, затоа што интерактивната едукација кај децата делува индиректно и кај возрастните, отколку директно да се работи со возрастните, рече Китанова, и додава дека навиките за уништување на шумата од страна на возрастните тешко се искоренуваат, земајќи ги во предвид социјалниот и економскиот фактор кај луѓето. На крајот од презентацијата беа доделени дипломи за учество во проектот. Проектот понатаму ќе биде проширен и промовиран и во останатите кочански основни училишта. Следува спортската информација. Главен настан за кочанскиот спорт викендов е настапот на каратистите на Европското првенство. Од колективните спортови пак, овој викенд почнуваат надпреварите во втората футсал лига. Викендов започнува вториот дел од сезоната во втората македонска футсал лига. На програмата е 10-тото коло, во кое во недела во 19 часот во Стојаково клубот за мал фудбал Бели Кочани му гостува на ЦИКО. Викендот што предстои, активни ќе бидат и кошаркарите. Во рамки на Суперлигата во М18 в недела Баскет Дино и гостува на првата екипа на Мазата Скопје. Имајќи го предвид поразот на кочанските кошаркари во првото коло на домашен терен од втората екипа на Мазата, станува сосема јасно кој ќе има фаворитската улога на оваа средба. Започнуваат надпреварите и во најмладата возрастна категорија. Во рамки на М15 Баскет Дино се среќава со Квиско Баскет во надпревар што се игра в сабота со почеток во 12 часот во спортската сала кај гимназијата Лјупчо Сантов. Надпреварите од пролетниот дел во втората кошаркарска лига пак ќе започнат на крајот од месецов. Главниот настан за локалниот спортно и за пошироката македонска спортска јавност викендов е Европското првенство во карате за кадети јуниори и постари јуниори во Цирих, Швајцарија, што се одржува од 6 до 8 февруари. Таму боите на Македонија ги бранат двајца каратисти од Кочани, Адил Мехмет и Димитар Јакимов. Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убав викенд. Довидување.